Денеска пренесуваме на 6 различни платформи и на ВКонтакте, и на YouTube, и на ресурсите на Solar Group, и на ресурсите на нашите инвестицијски проекти, па можете да гледате каде ви е удобно. Таму каде што гледате, драги гледачи, ставајте лајкови, ве молиме, и споделувајте ги овие преноси со вашите пријатели и семејство, за да можат што повеќе луѓе денес да се запознаат со нашите најнови возбудливи новости и за да можат што повеќе луѓе да учествуваат во тие важни и значајни инвестицијски проекти кои ги реализираме заедно со вас, нашите ценети партнери и поддржувачи. Така, сега додека ја проверувам преносот, денес водиме сами, од мојот компјутер. Затоа се надевам дека се во ред, се е доброна. Затоа ни е многу важна вашата повратна информација и мислење. Па добро, тогаш да почнеме. Јас сум Павел Филипов, до мене е Сергеј Семјонов, Фјодор Константинов. Денес ќе зборуваме за тоа што се случува во Solar Group, што се случува со инвестиционите проекти што ги промовираме. Најпрво, секако, денес ќе зборуваме за дирижаблите од новата генерација поради тоа што буквално за неколку недели ќе го започнеме овој проект и некој може да помисли, а како тоа старт? Веќе изгледа одамна се занимавате со него, некаде веќе сме виделе, слушнале, некој дури и инвестирал. Сега сме само на предстартната фаза, таков предзапочеток, кога ја завршуваме подготовката за овој проект, која траеше повеќе од 3 години. Но оваа финална фаза на подготовка бара директни инвестиции, затоа во рамките на завршувањето на подготовката дел од инвестициите за овој проект веќе успешно ги привлековме. Може така да се каже, бидејќи токму денес нашиот бројач треба да достигне 2,5 милиони долари. Тоа е токму таа сума која беше објавена како цел во рамките на предстартот. Голема благодарност до сите за тоа што толку активно го поддржувате проектот. Подетално за овие финансиски резултати денес ќе раскаже Сергеј Семјонов. Сергеј, ти го предавам зборот, кажи, те молам, со што можеме да се гордееме денес. Денес целиот наш вебинар ќе биде поделен на два дела. Едниот за финансискиот дел ќе раскажам што планиравме да правиме кога сето ова го започнавме, до што всушност дојдовме, што планираме во блиска иднина мојот стандарден дел, плюс вториот дел за техничката реализација на проектот. Соодветно, што направивме, што всушност представува компанијата денес, какви договори се склучени со кого, каков е колективот, какви развојни проекти се направени, какви експерименти се спроведени и што планираме да направиме и ќе направиме во наредната година. Ете такви две делови. Ќе започнам со мојот. Одговори прашање. Да, одговори на прашање. Да, значи, ќе започнам со мојот дел, бидејќи од моја страна таму одговарам за инвестициите. Овој дел обично не е многу интересен, но за мене е како крв, не разделе. Ете, соодветно, дозволете ми малку да ве потсетам како започна. Пред околу 3 години почнавме да ја разработуваме темата за дирижабли. Имаше различни тимови, ние, така да кажам, се задлабочувавме, се вовлекувавме с повеќе и повеќе во темата. Потоа, летото се вклучивме поактивно во тоа и еве, донесов одлука на 27 јули 2024 година решив да создадам едноставно чет во Телеграм, во кој ги собрав моите пријатели, колеги, истомисленици и едноставно објавив. Ајде да видиме, ајде да собереме првите 100 луѓе и да почнеме полека да се движиме, например, или можеби дури јавно објавив. Соодветно, буквално по 2 недели решивме да ја одржиме првата, така да кажам, презентација за тоа, каде што соопштивме дека го подготвуваме овој проект. Ми се чини дека оваа конференција стана конференција, иако сакавме да направиме само мал онлайн анонс со вас, но на крајот од денот дојдоа и развивачи и потенцијални партнери и партнери за создавање на производи и голем број инвеститори и нови луѓе и нашите тековни луѓе и други заинтересирани страни. Соодветно, во голема мера го сметаме за некаков почеток. Тоа е некаде 8-миот ден, 8 август, кога кажавме дека сите почнуваме да се подготвуваме за стартот на проектот.
и така што имаме. Тоа беше објавено уште на почетокот, дека на етапата пред старт ја поставуваме основната цел. Тоа се 2,5 милиони долари. Апсолутно нов проект, од нула, роковите не ги планиравме посебно. Навистина денеска така едноставно се совпадна кај нас, што го планиравме вебинарот неколку дена пред тоа, а сумата се собра денес, значи навистина буквално пред неколку часа навистина. И нашиот вебинар е за тоа дека завршуваме всушност предстартерскиот етап. Денеска токму го најавуваме тоа дека ние, односно всушност го започнуваме проектот. С датумот е назначен за 4 што фактички во моментот по пари го имаме. Тоа значи дека всушност во компанијата влегле точно 2,5 милиони долари, а биле потребни приближно 6 месеци, ако се смета од 8 август, што е мал плюс минус приближно. Во рати ова се изразува како приближно 14 милиони долари, приближно сумата што ја продадовме во рати. Околу 10 од оваа вкупно сума веќе ни беше откажана, што е стандардна практика за рати. Соодветно, еве го резултатот што заедно со вас, заедно со заедницата Solar Group го создадовме. За нас ова е неверојатна потврда дека се оди како што треба, одиме таму каде што треба. Ако зборуваме за бројот на инвеститори, до денес, буквално пред почетокот, гледав, имаме 4492 фактички инвеститори во овој проект во првите 6 месеци, така да кажеме, работа. Повторно, на што сакам да го свртам вашето внимание. Замислете си дека на таа фаза, освен истата конференција и нашите, така да кажеме, слики каде што планираме да одиме, немаше апсолутно ништо. Имаше тим кој кажуваше дека ќе го преземеме ова, имаше оние кои гледаа што правиме, како работиме веќе речиси 8 години, некаде дури и повеќе, например, или можеби. Соодветно, луѓето кои сега ни се придружија, но тие буквално одат на чесен збор во најризичното време. Ние зборувавме дека за таквите луѓе имаме најдобри можни услови за влез и тие ќе траат кај нас буквално уште 2 недели до 4 март. Дополнително и навистина тие ќе траат кај нас буквално уште 2 недели до 4 март. Следната фаза, првата фаза, ги менуваме условите двојно, односно правиме двојно помалку дисконт. Но со други зборови, Сергеј, ајде да разговараме, бидејќи денеска разговаравме на оваа тема. Не сите точно разбираат што значи тоа, важно е да се прецизира. Станува збор за просечниот дисконт. Кај нас просечниот дисконт е 1000 на сегашната фаза, а ќе биде просечен 500. Да, и станува збор за тоа дека за секој пакет има различни дисконти, но во просек ќе се промени двојно. Односно, сега ќе видите, кога Фјодор ќе објасни што физички представува компанијата сега, тоа е промената на состојбата која ни овозможува да продаваме истото, но за повисока цена. Значи, ова е всушност она што се случи. Со која цел ја започнуваме првата етапа и како ќе одиме напред. Прво, преминуваме како втор чекор, но всушност тоа е првиот чекор. Стартот на компанијата започнува. Првата цел ќе биде исто така 2,5 милиони долари 5, бидејќи мислам дека самиот предстарт, но сепак сумата ќе се зголеми. Целта на првиот чекор е 2,5 милиони долари. Понатаму планираме да менуваме по 2-3 чекори годишно, односно околу 4-6 месеци по чекор. Тој ќе биде, како што рековме, поврзан со сумата, со рокот, со тоа што планираме да направиме, за тоа ќе пишуваме подетално. При тоа, чекорите сепак ќе бидат флексибилни, го задржуваме правото за да не се разочарате. Односно, веднаш кажуваме дека задаваме приближен опсек, рок, сума на тоа што е направено и ги комбинираме, се движиме по нив. Тоа е основното. Исто така, сакам да кажам дека ние се занимаваме со проектот подлабоко и подлабоко.
Во суштина, задачата на предстартната фаза беше да се собере тимот, да се напише планот за реализација и така натаму. Плюс да се создадат некои маркетинг материјали. И за оние кои се сега со нас во живо, решивме, така да кажеме, да направиме некаква мала, неофицијална премиера на нашиот главен проект. Создаваме циклус на видеа кои се квалитетни и длабоки, со значење кои создаваат слика за тоа што правиме, каде одиме и зошто. Еве, тие наскоро ќе бидат таму преведени, со одредено озвучување. Сега сакаме да ви покажеме речиси готово видео, пошто Фјодор ќе зборува за техничкиот дел од сликата кон која се движиме. Предлагам да погледнеме наскоро. Би сакал, пред да го вклучиме видеото, да поставам прашање за појаснување што кажа за промена на етапата. Значи, кај нас, според роковите, се останува исто како што беше. 3-5 години, за целиот проект излегува дека има по неколку етапи месечно, годишно така и ќе се менува. Прашање, што влијае на промена на етапата? Кои фактори, на ден или барем неколку? Јас реков, тоа е рокот, тоа е сумата на инвестиции и тоа што за тој рок, за таа сума, планираме да направиме. Знаеш, Паша, која важна работа сакав да ја истакнам. На првата етапа ќе создадеме малку поинаков и различен правен систем со странско учество и соработка, бидејќи пред стартапот ни покажа следното, дека доволно големи партнери, кои сакаат да се појават како нарачатели и дополнителна поддршка, како и инвеститори за клонова, за нив е потребен некаков модел на влез, затоа Фјодор неколку пати на вебинарите зборуваше, дека можеби краудот тука ќе биде краток. Еве сега тоа почнува да се појавува, но ние мораме да бидеме подготвени за тоа, например, можеби или пак. Само знаете дека законски ќе станеме меѓународна компанија, ова е важна точка, например. За да се води дејност низ целиот свет, може да се случи главната и основната компанија да не биде регистрирана во Русија. Да, но се ќе се зачува, односно ќе биде како што рековме. Значи, зашто се прави ова? Се прави за да се добијат лиценци. Да, за да можеме да бидеме представени во други земји, за да имаме пристап до големи странски средства, за да можеме да реализираме проекти таму, да учествуваме во различни програми, да добиваме лиценци и слично. Тоа веќе ќе биде во 2025 година, веќе оваа структура ќе биде. И ти рече уште дека краудот можеби ќе биде краток, односно дека сега се јавуваат голем број на големи инвеститори и за нив некоја понуда воопшто ќе има. Да ќе направиме подоцна, но има разбирање дека за да се разговара со големите треба. Па не може веднаш ти си мал да разговараш со многу голем, ти растеш, разговараш со оној кој исто така е малку поголем. Уште малку растеш, разговараш со такви, но интересот од повеќе. Па велам, сериозни играчи, големи структури, на кои се уште не можеме. Не сме целосно подготвени, како да сме подготвени за ефтино, се уште не учествуваме, но така најверојатно ќе бидат резултатите. Можеме ли да им гарантираме на луѓето дека ако влезе голем инвеститор, ако луѓето не сакаат, да излезат тие ќе останат во компанијата големиот? дојде и откупи си што има? Не, така не може, тоа е прашање на слобода. Да, останатите средства, значи тоа е токму потребното финансирање за да се добие. Така, оке, за финансиите изгледас, од моја страна би сакал да додадам. Еве ти рече 6 месеци, всушност е околу 5, бидејќи тоа е од прилика средината на август. Сега сме на средината на февруари, значи излегува околу 5 месеци. Значи излегува за 5 месеци околу 5000 инвеститори, значи тоа е во просек по 1000 луѓе месечно се приклучуваат, но тоа се многу добри темпови за проект кој само што сега како да. Па да, многумина го споредуваат со нашиот тековен голем проект, кој веќе има 7 години, каде што веќе е изградено огромно предпријатие, се пушта во работа, но јас сметам дека тоа е многу добро. Да, резултатите се многу добри и би сакал да изразам огромна благодарност на сите оние луѓе кои го поддржаа проектот. Сигурен сум дека штом првите апарати полетаат, а тоа ќе се случи многу скоро. Денес Фјодор ќе зборува за тоа. Но мислам дека темпото ќе биде сосема поинакво ако сега на луѓето им е толку интересно. Па добро, ќе пуштам видео.
Ве молам, напишете дали се гледа и дали се слуша. Така, ајде да го погледнеме видеото. Така, добро, го изгледавме видеото, се надевам дека ви се допадна. Сергеј, ти рече дека ќе се доработува. Да, во нешто. Да, ќе биде со озвучување на различни јазици, емотивно секако. Во натаму ќе има серија многу добро изработени, квалитетни видеа со одговори на основните технички прашања, кои, на пример, според вас, треба да создадат правилна слика за тоа каде одиме и дополнително со какви квалитети одиме најважно, на пример. Тоа е. Следното прашање кога ќе напишете во читовите како ви се допадна видеото. Нам ли е многу интересно, бидејќи ова е прв обид. Нам ли се допаѓа, се надевам дека и вам ви се допаѓа. Ставете лајкови на оваа трансмисија што ја гледате сега. Сигурен сум дека видеото ви се допадна. Наскоро ќе биде на интернет, ќе можете да го користите меѓу другото за да му го покажете на некого, за да ја пренесете информацијата за проектот. Па, Фјодор, следното прашање ќе биде за тебе. Сега зборувавме за финансиските резултати. Би сакал уште еднаш да го поставам прашањето што редовно го поставувам на сите трансмисии. Што беше направено? Раскажи, како предстартната фаза кај нас е практично завршена. Фактички, што имаме денес. И што ќе биде понатаму? Сите ве поздравувам уште еднаш. Фактички, имаме 750 квадратни метри опремени канцелариски простории, каде што се наоѓаат 35 вработени исклучиво со инженерски и технички квалификации кои работат на проектот. Сите тие имаат дополнително опремени и модерни работни места. Имаат и современи и напредни компјутерски и серверски станици и лаборатории со најнова технологија и најсовремени и најнапредни уреди. Триесет лица во инженерскиот центар веќе работат и тимот всушност ќе се зајакнува уште повеќе. 35 во инженерскиот центар, 45 воопшто работат на проектот. Сега ќе се вработуваат уште инженери, конструктори, пресметувачи. Така, всушност, има уште 600 квадратни метри производствени простори. Тоа се тие простории што можевте да ги видите од видеото епизода 3, мислам, за хеликоптерите, за Руслан. Тие простории со кои Руслан дојде кај нас, таму се наоѓа неговиот колектив, таму се инженери технолози, машински оператори и исто така конструктори. Сите тие се со авијациско образование, со авијациско минато и искуство и знаење. Овие простории се привремени во проектот. Добро е што ги имаме и сега не треба да трошиме условно на некаква градба, изнаемување и слично. Воопшто, просториите со опрема ги добивме. Дополнителна опрема веќе ја купивме благодарение на инвестициите, да, кои навремено пристигнаа.
купивме гумен струк и машина за вртење и глодање со дополнителна 5 оска. И сега тие се целосно платени и се на пат кај нас во Русија и дополнително сега во целост. Што друго всушност направивме? Фактички, тоа е Еронова. 35 луѓе, голем добро опремен канцеларија, лабораторија и 600 квадратни метри производство. Плюс партнери со кои веќе соработуваме и воспоставуваме врски. А тоа не е Еронова, тоа е кооперација. Кого е соработка, како да се контактира? Да, кооперација, како што рече Сергеј, кај нас настапуваат дури и на таа мини конференција, која не требаше да биде конференција. На 8 август представници од Московскиот авиациски институт, од експерименталното студентско конструкторско биро. Во овој момент, овој колектив е многу активно зафатен. Тоа се нашите партнери и тие се занимаваат со проектирање на гондолата и дирижаблот Нова 2, тоа е голем дирижабл од 2000 кубни метри. Во моментов сме на стадиум на скицирање на проектот. Воопшто, како што планиравме, се поврзано работи, дури ни испратија први дизајни на овие гондоли, како што сето тоа излегува, не е дека ние им рековме на момците, направете, тие прават. Се разбира, ги разработивме овие надворешни облици, се пресметано, масовните и тежинските извештаи, целата енергетика на дирижаблот е пресметана, дури и динамиката, аеродинамиката се е пресметано. Воопшто, цела маса на почетни податоци и ги доставивме во ова КПС мај и заедно со нив го формиравме техничкото задание за развој и сега, за време на скиц проектот, буквално неодамна ни ги покажаа првите дизајни. Ние се уште не ги објавивме. Може би дури и денес ќе ги споделиме во чет, ако добиеме некое количество лајкови некаде. Таму направивме забавна стрит сцена, може целосно да се врти гондолата, да се седне во неа, да се погледне однатре, од надвор. Се разбира, ние, како еден од представниците на Московскиот авиациски, изјавивме, така, па Красотулкин го нацрта ова, а ние како планираме да го направиме ова. И, воопшто, по работата на Красотулкин внесовме многу корекции, така што, во целина, овој макет може да се отфрли. Но ако Паша ги постави условите. Услови, јас размислувам да, каде тогаш да собираме лајкови. Пријатели, ајде, сега ќе погледнам, значи, во групата имаме дирижабли од новата генерација, да, на вконтакт е, ајде може би барем 100 лајкови да собереме. Транслацијата, која оди на ѕидот. Сега пак има забуна каде ни се собираат лајковите за транслацијата на ѕидот. Над емитувањето. Сергеј Шевченко, ти сигурно ја гледаш транслацијата, сподели, те молам, почетовите со оваа врска, како што се сеќаваш, го правевме тоа на завршниот вебинар. И на вистина ќе ја испратиме тогаш информацијата во четот за дирижаблите. Инаку, нашиот чет се вика Предстарт, ќе треба само да го преименуваме во чет проект. Да, чет на чет проект. Инаку, треба да размислам уште, ми се чини, таму има таква приказна дека. Така, ова е за дирижаблот Нова 2. Дали се смета дека тоа е Еронова сега? Да, Еронова сега е во развој. Кај нас е пуштено и веќе целосно развиено од конструкторска гледна точка дирижаблот Нова 01 со 130 кубни метри. Таа сега е во активна фаза, веќе е во финалната фаза на производство. Таму се набавени сите компоненти што можеа да се набават. Сконструирано е се што требаше да се конструира. Набавено е се од што, она што беше конструирано, ќе се произведува. И претходно кажав дека ќе го пуштиме, ќе го подигнеме во воздух на крајот на февруари, за жал. Роковите се поместуваат надесно, но не за долго, до средината на март сигурно ќе треба да летаме. Би сакале на почетокот на март ќе се потрудиме. Ајде уште еднаш да се задржиме на овој момент. Имаме најавено 4 летала, 4 дирижабли, кои во рамките на проектот требаше да бидат направени со различни големини. Првиот е дирижабл 17 метри, дрон, тој ќе биде подигнат во небото во март, нели?
Да, како што претходно беше кажано, на крајот на февруари, да, во март. Одлично, значи ме изненадува кога проектот започна. Лично не мислев дека пред стартот на нашиот проект ќе заврши со тоа што првиот апарат ќе полета во небото и тоа целосно беспилотен, целосно во развој на Neuronovac. И како што рече Фјодор, навистина тоа е некаков резултат, бидејќи просториите, тимот, производството, сето тоа за што? Да летаат воздушни бродови. Па, всушност, да, се случи така што тоа што Сергеј го нарече предстарт, тоа е дали ќе се соберат пари, дали ќе им се допадне проектот на некого, дали ќе се организира колектив, дали нема да се организира и дали ќе се собере првиот апарат, дали нема да се собере. И така, всушност, се собра, останува само да полетаме, да ја пресечеме лентата, но во тоа веќе не се сомневаме. Освен мај, кого веќе го спомнав, инаку, мај не само што ни го обезбеди овој скиц, поточно дизајн, туку и неколку други дизајни, всушност, сосема е можно дека сето тоа ќе може да се објави на некоја конкурсна основа. Да, гласајте. Сергеј, кога зборуваш, не те слушаме, можеби. Погледни, ако сакаш нешто да кажеш, ти дадам микрофон. Освен тоа што мајовското експериментално конструкторско работи на гондолата, се разбира, самите вработени во Аеронова 34 инженери работат на целиот останат апарат. Тоа е самиот корпус на дирижаблот, мек корпус на дирижаблот, неговото проектирање на сите воздушногасни системи, опашното оперение и системот за управување и погонската инсталација целосно е на нас и ротационата трансмисија и проектирањето на пропелерите. Пропелерите ќе бидат во прстен, дури и самите пропелери моравме да ги земеме на сопствено проектирање, таму така интересно едно од друго произлегува. Ако почнеме од тоа какви пропелери има на пазарот, ни дебитираат пропелерите, каков ќе биде нашиот дирижабл на крајот, каков мотор треба да се постави. И воопшто, овој консензус доведе до тоа да се бара проектирање на пропелерот на крајот и сите овие процеси се одвиваат и одделите се формирани и еве што навистина беше направено во овие 6 месеци. Успоставени се работни комуникации меѓу 35 луѓе, кои сите разбираат каков апарат правиме, кога треба да ја изработат својата дел, меѓу нив има целосна размена на информации. Тие работат во единствена информациска средина, кај нас се евидентираат сите документи, се е структурирано, постојат внатрешни регламенти, како новите документи на Google Диск, но постојано ги дуплираме на локално складиште, како да ги користат. Правата за пристап се поставени, создадени се четови, подчетови се создадени, тие во Telegram. Кај нас на Google Диск, Telegram и локалка. Излезе вака. Основни интеракции. Тогаш се собираме со целиот колектив, односно распоредите. Кај нас во понеделник се одржуваат големи установни состаноци. Во вторник внатре во инженерскиот центар помеѓу мене и главните конструктори. Во среда тие ги собираат своите раководители на оддели. Во четврток и петок се ударни работни денови излегува и најверојатно ова е едно од најосновните нешта што беше направено за да се активира колективот и сега на излез ќе има резултат во форма на летачки апарат. А ако зборуваме за партнерите, веќе видовте дека кај нас леташе стратосферата. Ова се партнерите во форма на Денис Јефремов од Стратонаутика, ова се партнерите во форма на Аркадиј од Нгтуим, Баумана. Аркадиј е извршен директор на студентскиот инженерски центар за воздухопловство во Бауманка, кој неодамна се отвори. Аркадиј одамна ја води оваа активност, токму сега официјално во Бауманка се отвори, исто како во мај студентски експериментално-конструкторски центар. Таков се отвори и во Бауманка, посветен на воздухопловството. И Аркадиј е како дел од нашиот проект. Одлично. Тоа што го видовме, што леташе, да, ние летавме за ова време, за половина година во стратосферата неколку пати. Имавме неколку врвни лансирања. Тоа беше кога заедно со Денис Јефремов ги лансиравме, така да се каже, корисните товари, идните корисни товари. Всушност, сите веќе знаат, 20 пати раскажував, уште еднаш ќе потсетам.
тоа се тие корисни товари кои на крајот треба да летаат во поларниот вртлок и воопшто да остваруваат радиоврска. Еве, имаше неколку врвни лансирања на кои го испитувавме ова. Паралелно, заедно со Аркадиј, развивавме технологија за производство на сопствени обвивки за долготрајни дрифт апарати. Го воспоставивме технолошкиот процес, купивме опрема, најдовме основни суровини. На крајот добивме први руски мали серии стратосферни обвивки и ги испробавме со цели 2 фабрички лансирања. Ги пренесовме делумно, го видовте тоа, првото фабричко не успеа целосно, па како што полета, но го спуштивме контролирано, второто помина според планот и наскоро ќе биде третото финално, кое веќе планираме да го пуштиме на долг рок, да лета. Кога ќе биде сега е приближно јасно. Приближно беше јасно дека тоа ќе биде на 22-23 февруари, но еден од главните лансирачи има роден ден, јубилеј, така што тоа ќе се одложи уште една недела, најверојатно. Да, така што во првите денови на март очекувајте. Сите го очекуваат лансирањето и ние исто така го очекуваме. Не знам дали сите се партнери, но се сеќавам дека зборувавме за нарачателите. Погоди од партнерите. Секогаш беа заинтересирани за купување на дирижабли. Кој прв ќе изгради, тој и ќе продаде. Долгопрудненското ткп за автоматика, всушност, тоа е советскиот производител на дирижабли кој се уште остана од тие времиња, кога Нобел помагаше во изградбата и тие градеа дирижабли, а сега се занимаваат со државна нарачка за системи за растат. Со нив потпишавме голем договор за заедничка дејност и ние им помагаме, а и тие нам ни помагаат. Ние, конкретно, кај нив сега тестираме ткаенини. Собравме многу ткаенини на пазарот во овој период од оние што ги има. И руски, и кинески, и тајвански, и корејски, па дури и американски има. И сите се со некакви сертификати, со карактеристики, но сепак ни треба да ги провериме повторно условно пропустливоста на газ, цврстината, отпорноста на кинење, заварливоста, има многу работи. И таква целосна лабораторија, која работи според ГОСТ и сите методички упатства, постои единствено тука во ТКБА и ТКБА сега ни помага да го одредиме, поточно веќе ни помогна да го избереме основниот материјал за дирижаблот Нова 01. И еве како неодамна тие издадоа заклучок и веднаш започнавме со производство на обвивката на Нова 01. Па, се поклопи, материјалот е тука и за Нова 02 сега се планира набавка на конкретен материјал, така што еве уште еден партнер ДКБА Ростех. Сега уште некои момци ни испратија меморандум за разбирање, но тоа е веќе кога, како нарачатели, тие се од друга земја, од Казахстан. Тоа е транспортна компанија. За сега не планираме да ги откриеме, но воопшто тие планираат многу добро и широко да ја развијат активноста со дирижабли. Ги испраќаат своите товарни потоци во милиони тони, такви каде и од каде, и воопшто ние заедно со нив работиме на развој на линија токму на товарни беспилотни дирижабли, односно каква економија би ги задоволила за да почнат да ги користат. А ние гледаме дали е можно такво нешто воопшто да се создаде, невозможно, возможно и кога тоа ќе биде создадено, секако. Тоа е она што денеска беше. Всушност, ова се води долго време, од самиот почеток на проектот. Овие момци се јавија, тоа е долга работа, преговори, документи. Ти велиш дека тоа се веќе нарачатели, колку што знам од внатрешни информации, дека не е само еден, дека тоа се реални компании кои доаѓаат во канцеларија со кои се водат преговори. За сега, колку што разбирам, постојат општи договори дека нема да ги именуваме додека не потпишеме нешто со нив или додека самите не се согласат да ги користиме во маркетингот, бидејќи сакаме да раскажеме. На Нова 01 има неколку барања. Например,
почнувајќи од рекламни кампањи, завршувајќи со сериозни мониторинзи. Тие се неколку, но не сакам да ги објавувам, ниту да потпишувам ништо со никого, додека не полета конкретно и не ја исполни својата мисија. Значи, малку оваа дирижабелна тематика на пазарот беше, така да се каже, кога работиш многу и на крајот си изгорен. Еве дирижаблите на многумина им ги продаваа, тие ги даваа и пазарот малку се изгоре. И не сакаш, знаеш, да застанеш таму, во истиот ред како да зборуваш прво за нешто што не постои. Еве го, гледаш, лета, работи, постои како да е се. Тоа е сосема друга позиција, ете. На NV01 има, на NV2 0 има, на NV8 0 исто така има, на NV35 0 има, на NV60 0 има, како и не по еден и не по два, и секому му треба своето. Ова исто така е голема работа и кај нас Виктор Василевич Морозов ја извршува, тој ги собира желбите, така да се каже, на клиентите. Потоа ги носи во инженерскиот центар и кажува што сакаат клиентите, а во инженерскиот центар велат дека тоа не е летачка чинија, но ќе се обидеме. Виктор Василевич помеѓу тоа што сакаат и тоа што можеме, пробива патека и се договара. Ако е за клиентите, тоа е кај него. Може да се направи посебен вебинар. Да, многу сакаме да ја објавиме оваа информација, но тие сигурно постоje. Како што се вели, можеби на првата фаза ќе го соопштиме тоа, но тогаш нема да има предстартна фаза. Да, еве тука уште некој се обрати. Всушност информацијата е отворена, ние се уште не сме потпишале со нив, но и ние сакаме. И тие сакаат, само треба да се развие правилна соработка со нив. Немаш, Роскосмос, не повикаа неодамна и велат дека многу сакаат да учествуваат во сите стратосферни истражувања, односно во експериментите. Ние сега правиме експерименти во реалноста, ние ги разработуваме технологиите. Еве тие сакаат да учествуваат со своите корисни товари и гледаат голема перспектива во оваа работа. Исто така, на NV01 имаат многу добар план и дури и на NV2 имаат план. Сето тоа е исто така поврзано со мониторинг и радиотранслации за потребите на Роскосмос. Многу е интересно. Например, се обидуваме да најдеме некаква еколошка, хармонична соработка со нив. Па, според мене, ова е навистина супер вест што тие се обраќаат кон нас. Излегува дека тоа е тоа што постои. И тоа е, со други зборови, всушност. Навистина, проектот започнува, првата негова фаза започнува со тоа што постои веќе вработен тим, кои се постојат простори на кои овој тим ја води својата активност и навистина, и навистина, и навистина. Постојат производствени капацитети со опрема, кои исто така се купени со пари што веќе пристигнале од инвеститорите на проектот. Постои голем број партнери во заедничката кооперација. Тоа се доста познати имиња во Русија, лидери во своите области. И тоа се потенцијални купувачи, па дури и не само потенцијални, тоа се луѓе кои велат ке купиме. Само дајте го апаратот. Ми се чини дека тоа се всушност стартни позиции во кои не сите веруваат дека така ќе биде, но при тоа ние само почнуваме. Јас гледам, ние брзо се развиваме, но при тоа периодично некаде има вести дека на таа страна дирижаблите ги пуштиле, таму ги пуштиле. Значи, како и да е, треба побрзо и побрзо. И така, Федја, кажи, 2025 година е кај нас, какви цели и задачи имаме? Дали не доцниме меѓу другите компании? Па, ако ја земеме предвид оваа руска поговорка, дека долго се подготвуваме, а брзо возиме во последните 50 години, дека цело ова време се подготвувавме, тогаш сега сме тргнале напред. Изгледа, во споредба со останатите, бидејќи и Бринг, и Айрлендер, и кинезите, и сите навистина со децении ги прават своите проекти. За половина година направивме мал апарат. Ке го видите сега во текот на оваа година, во 2025 ќе го направиме, нова 2 ќе го подигнеме во воздух, најверојатно веќе во 2025, 26, таму јануари, февруари, ќе видиме. Можеби и во декември, не е сигурно, би сакале да го лансираме за една година, како што ветивме, го започнавме проектот. Во септември-октомври влеговме во канцеларија,
дека за една година ќе го лансираме. Најверојатно, во септември-октомври ќе ја покажеме целосно веќе надуената, на руски кажано, не изработена, туку надуена обвивка, одделно стоечка гондола која се собира, во која веќе ќе може да се седи, таму веќе најверојатно ќе работи. Но токму да се подигне во воздух оваа година, барем Московскиот авиациски институт воопшто не верува. Тој вели, ни поставивте задача за една година да развиеме, произведеме и така натаму. Вели, нам би ни требале 2 години. Тој вели, не, една година. Па, воопшто се договоривме со нив така, што основното производство го преземаме на себе. Тие свето веруваат дека ние сето тоа брзо ќе можеме да го направиме. Воопшто правиме. Ова е за 25 година по апаратите. Ние всушност. Значи, веќе за првата година планот максимум е 2 од 4 апарати веќе да ги подигнеме. Условно за првата година да, така излегува. 130 кубни беспилотни летала најверојатно ќе направиме неколку парчиња, неколку модификации. Нека летаат, па и за нарачатели веројатно ќе направиме, и за изложби ќе направиме, и за некој шоу ќе направиме, и за реклама ќе направиме. Ако леталото лета, нека можеби го зголемиме малку да видиме. Всушност, ќе биде во големина, односно можностите за изградба, за производство на дирижабли кај нас, например, со секој месец, со секој квартал се зголемуваат. И колку повеќе можности стекнуваме средства за производство, толку побрзо, секако, ќе можеме да ги произведуваме и модифицираме овие дирижабли. И еве, до лето се планира и би било добро да се одлучиме конечно за земјиштето. Веќе точно разбравме дека земјиштето треба да гледа кон летното поле на некој аеродром или, воопшто, би било пожелно да биде дел од аеродромот. Секако, на тоа земјиште ни е потребно да поставиме привремена конструкција за сега. Самиот проект подразбира изградба на голем хангар, но сега би било добро да поставиме привремена конструкција за склопување и тестирање на нова 01 со 130 кубици. За сега има каде да се собираат и тестираат првите. Но понатаму би било добро. И потоа истата просторија да се користи за заварување и тестирање на обвивките на нова 2. Ете, и летово веќе плюс-минус разбравме што е тоа. Тоа е брзоградлива пневмоконструкција. Иако се нарекува привремена, всушност има рок на траење од 5-10 години ВМО. Се е сосема во ред. Под неа се излева плоча, мирно се поставува тој надувлив хангар, се опремува со топлина, вода, електричество и сосема е ефтино, брзо, функционално. До летото би било пожелно да го направиме тоа и најверојатно ќе го направиме. Би сакале порано. Ке видиме. И во него веќе ја произведуваме првата модификација на новиот 130, нова 01, сега веќе ја произведуваме, скоро ја завршивме. Во него веќе ќе можеме да произведеме уште неколку модификации и таму веќе самостојно ќе ја завариме обвивката нова 2. Значи, до летото ќе имаме работилница за сечење и заварување и мала испитна база, која првично ќе се користи за тестирање на 130, а потоа за пневматско тестирање на корпусот, нова 2 до летото. Има ли области што се изнајмуваат? Тука треба конечно да се реши прашањето со земјата. Или ќе биде изнајмена земја на некој аеродром, или ќе биде изнајмена земја во близина на некој град. А сега активно, дали се работи на тоа каде ќе биде сето ова сместено во моментов? Најдобро е да се знае каде точно и како ќе биде најдобро можно сместено. Да, се разгледуваат конкретни аеродроми и во блиското Подмосковје и надвор од Подмосковје гледаме на понудените услови. Исто така, кај нас се формираше разбирање за потребата од привременост. Па не привремени, поточно бази за заварување на обвивки, бидејќи имаше условно надежи и илузии пред започнувањето на проектот. Надежите и илузиите се распаднаа, а реалноста не, иако очекувањата исто така исчезнаа, се појавија конкретни планови, например,
Веќе без надежи, веќе план за реализација воопшто всушност, на крајот. Така некако на почетокот започна развојот на дирижаблот Ново 8 и историјата на тоа е 8000 кубни метри, ако е патнички туристички, тоа е 19 луѓе или 2 тони на неколку илјади километри, ако е товарен повеќе, побрзо, поинтересно и неговите можности и капацитети. Еве, а најважното, постојано велам дека сите дирижабли се само воздушни балони со пропелери, ако системот за управување не управува со тој балон. Кај нас е многу добро, многу далеко напреднавме во создавањето на системот за управување како бордски систем, всушност. Не треба да го купуваме никаде, никој не го развива за нас, ние самите го развивме целосно од нула, како и земниот комплекс за диспетчеризација и управување со едно уредување, така и со рој уреди со сите интерфејси. Само неколку компании во светот можат да се пофалат дека имаат таква програма и ја продаваат екстремно скапо и никогаш во животот нема да ни ја дадат, бидејќи сме под санкции. Но нашата земја конкретно се наоѓа и тоа што за половина година успеавме да направиме толку огромна титанска работа, зборува многу за тимот што е избран токму за сите внатрешни интеракции. Например, Тоа е точно. Ако добро разбирам, пред околу 4 месеци имавме видео со Милат, токму еден од луѓето. кога само што започна да. Да, кога Милат ги црташе првите шеми на таблата и помисливме дека треба да ви раскажеме, гледачите, на оние кои го следат проектот, што всушност се случува. Тогаш земавме интервју од него, тој раскажуваше некоја основа. Веројатно, секако, сериозно се промени од тој момент и тоа беше многу поедноставена шема, но е одлично што тоа што го снимивме заедно со Милан тогаш, сега веќе фактички, да, прерасна во нешто сериозно. Да, тоа е навистина одлично да се снима и да се расте. Така и правиме. Ова е за тоа со кого уште соработуваме. Системата за управување ни помага да работиме со Болманскиот институт, системата ни помага да работиме со Московскиот државен универзитет Ломоносов и системата за управување ни помага да работиме со Масачусетскиот технолошки универзитет. Практично официјално. Што е најинтересно во оваа насока, сите и специјалисти работат само по барање, едноставно помагаат на проектот. Рекоа вау, дирижабл, секако ќе направиме, засега следиме и наблюдуваме овој процес, с многу ни се допаѓа, нека работат. Многу им благодариме за помошта. Со големи чекори се движиме напред. И во лабораторијата се работи на околу 8 насоки и погонскиот систем, кој на Ново 8 веќе ќе биде тестиран, се развива интензивно и таму исто така се појавуваат многу индустријски партнери, веќе се појавија и веќе се во тек, но се уште не ви кажавме дека погонскиот систем, сето тоа го чуваме во тајност додека не проработи. Иако на вебинарот со Аркадиј малку се гледаше оваа инсталација за Аркадиј, така што можете да го прегледате вебинарот за стратосферата и да се обидете да погодите што всушност ќе биде тоа. Оваа година ветивме дека ќе го објасниме тоа, оваа година самата инсталација од 300 киловати работи на гориво. Нејзината ефикасност е слична на дизел моторот со внатрешно согорување, можеби дури и повисока. Оваа година на 300 киловати во номинал, на 400 во краткотрајни, но доволно долготрајни режими. Оваа инсталација веќе ќе биде поставена на стенд и ќе се тестира, најверојатно некаде до средината на есента, се надеваме порано. Но проектирањето веќе заврши. Веќе започна фазата на производство и на основните делови и набавка на она што може да се набави и многу добро ни помага нашиот голем кинески брат. Всушност, кинезите отидоа доста далеку, беше изненадувачки за сите. Таму, се разбира, за ова инсталација е потребен електричен генератор. Добро, детали. Ке биде многу интересно, што подоцна ќе раскажам. За стратосферата, плановите за стратосферата. Во нашите планови сепак е да ја лансираме оваа орбитална групација и тие планови не исчезнаа. Сега го правиме финалното лансирање
И веќе по разработеното лансирање почнуваме да произведуваме серија од овие апарати, а исто така во тој вебинар заедно со Аркаша зборував за него. Ние, така да се каже, го планиравме развојот токму според носивоста и според користените технологии. До лето, да, таму треба да се случи квалитативен скок и многумина го очекуваат тој скок од нас, она што го правиме сега им е многу интересно. А уште поинтересно е она што ќе го направиме на крајот. И ние ќе го направиме тоа. Што се однесува до тоа што ќе се случи во лабораторијата за една година. Таму ќе се случат многу важни моменти поврзани со дирижаблите. Кога големата обвивка е во хангарот, треба да се најде истекување на хелиум, условно, но тоа не е некоја дупка, очигледно од која истекува, туку може да биде мал дефект во заварениот спој. И како да се најде тоа? Има низа предлози и тие веќе се во работа, во развој. Бродски системи за прочистување на хелиум. Исто така проект на лабораторијата, исто така оваа година ќе биде завршено. Претходно, како што велат, поради апаратурниот притисок, сепак воздухот влегуваше во обвивката и хелиумот излегуваше од обвивката. И концентрацијата на хелиум за година значително се намалува во дирижаблот за 5% за 10. Ние на нашите ќе го намалуваме тоа, но воопшто фактот дека хелиумот во обвивката ќе се извалка е вистина и ако носи 1 тона и одеднаш за 100 килограми помалку може да подигне, не е страшно, но ако носи 10 тони и за 1 тона помалку, веќе е многу страшно и целиот тој хелиум треба да се истовари, да се исчисти и повторно да се вчита. Доста долга процедура и еве лабораторијата Артјом, Денис и сега таму уште еден, всушност таму работи цела орда, само овие двајца се официјално. Се занимаваат со производство и развој, поточно лабораториски развој на бродски системи за чистење на хелиум, например и така натаму, и така натаму. Веќе има неколку концепции. Веќе се купува, произведува. Има уште неколку проекти за промена на пловноста. Денис ќе го загрее и тој ќе подигне уште повеќе отколку што подигаше. И така, загревањето е древен метод, а токму јонизацијата на хелиумот е она кон што сето ова ќе води. Многу е полесно да се регулира и моментално може да се менува пловноста. И ова е многу експериментална насока, но оваа година момците ветуваат дека ќе дадат некаков резултат. Ќе видиме што ќе излезе од тоа. Па, уште неколку паралелни насоки исто така започнаа производство на напојувачки блокови за оваа ударна јонизација. Како што се покажа, овие напојувачки блокови се потребни во индустријата. Во индустријата ги нема доволно, побарувачката за нив е огромна. Ако нашата компанија оваа година издаде на пазарот некаков таков производ, тогаш може да се каже дека лабораторијата излезе на самоодржливост. Таква е всушност вистината добра вест, а и системот за комуникација. Природно. Ти некако така брзо помина, а тоа всушност е многу важно, многу интересно. Тоа што кај нас се добиваат овие, да речеме, како правилно да ги наречеме, оддели или делови од проектот, кои одговараат за својата насока, во секој од нив по суштина може да биде, треба да биде во комерцијална состојба. А кај нас е поинаку, да, и нема да успее. Ако зборуваме за целата индустрија, тогаш во индустријата секоја мала насока треба да биде ефикасна, па секако и исплатлива. Ке има некои во секој случај дотацијски насоки и најчесто тоа е поврзано со науката, со такви работи и тоа. Ете, американците знаат како да ја комерцијализираат науката, тоа е добро. А така, да, секоја насока треба да биде исплатлива и Руслан со производството ќе успее и вие тоа веќе, мислам, успеавте да го разберете и оцените. Тие хеликоптери што ги проектира, да. Сакав да прашам за тоа. Веќе го кажавте ја, треба да го кажете и Б. А тие рекоа да, па, што велиш Б, дека хеликоптерите се дизајнирани, веќе има поединечни копии, летаат стационирани се во Жуковски. Има 60 преднарачки за овие хеликоптери, а потоа е само прашање на желба. И коптери. Квадрокоптерот наскоро ќе го покажено.
Во моментов се тестира квадрокоптерот и воопшто, ако сето тоа се стави во серија, и така голем дел од овие елементи ќе треба да се произведуваат. Ако има готов производ и има побарувачка за него, тогаш тоа не е главната насока. И не е дека директно дирижабли и хеликоптер и квадрокоптер, не. Проектите се дирижабли, но во рамките, например, на голем дирижабл, сепак нашата компанија ќе се соочи со тоа дека ќе треба да прикачиме квадрокоптери на дирижаблот како микродронови, доставувачи на големи товари и ќе се користат групи со пропелерни хеликоптери. И добро е што веќе го имаме развиено, но ако може, така да се каже, да се исплати со производство, зошто да не? Мене оваа тематика исто така многу ме возбудува, ми се чини дека е интересно. Ке видиме во што ќе се претвори. Многу ми е интересно. Планот е, секако, оваа година да се префрли и производството, бидејќи сега тие работат на 300 квадратни метри и уште 300 квадратни метри се користат како ладен хангар. Таму се тестираат дроновите, тие летаат таму. Високи тавани кои создаваат чувство на пространост и отвореност. Нема ништо воопшто и ни се доволни овие 300 квадратни метри за да произведеме една гондола на дирижаблот, Нова 2, кој е познат по својата иновативност и ефикасност, но би сакале секако производството да биде малку поголемо од канцеларијата, тие се помали 2 пати. А така во овој простор можеме да ги оптимизираме процесите и да го зголемиме капацитетот на производство. Во принцип, на површина, ако е тоа, има 1 тон планови, многу работа, сите зуиме. Да, ќе треба да ги ставиме овие работи, кои секој пат мораме да ги објаснуваме сами. Па, веќе на вистина. Формираше зашто немаше ништо. Да, веќе може дури и скратено. Уште во плановите на Павел Игоревич е да создаде медиумски оддел, кој ќе го објави сето тоа. Одиме со големи чекори кон тоа. Така, и воопшто уште еднаш, за 1 час скратено, се обидовме да ви раскажеме колку што е можно во 1 час да се скрати тој обем на најважните и најзначајните информации што го имаме. Прво, што беше направено во рамките на предстартот и да раскажеме како проектот всушност ќе започне, тоа што од 4 март ни започнува првата фаза на март, да, се е точно, и во текот на 2025 година, како што слушнавте, плановите се уште поголеми, тие се многу амбициозни и сум сигурен дека дури, еве сега ќе земеме. Некој мисли, па тоа е многу. Да, тоа е многу, но тоа е возможно и дури и ако реализираме половина, ми се чини, од тоа ќе биде огромен пробив. Но тоа е моето мислење, се надевам дека ќе успееме да направиме Но и првиот апарат сите чекаме, и јас сум исто така уверен дека штом го видите првиот дирижабл, да јас исто така, вербата во проектот ќе биде уште X10, 100, затоа што едно е да се покажуваат слики, едно е да се верува само, друго е, како што се вели, да се види тој дирижабл. Всушност, големите нарачатели и познатите доаѓаат поради имињата на тие инженери кои работат кај нас, на Борис Александрович Ивченко, на Вадим Василевич Зубкевич, на Дмитрий Сергеевич Хмеља, тоа се луѓе со такви презимиња и титули кои во потребните кругови се многу почитувани, така што нашиот проект има неверојатна среќа, да, што тие се со нас и ние заедно, да, правиме с. При тоа, ни поставија многу прашања. Јас прашав дека прашањето е од сите платформи, ми го испратија сега во приватна порака и тие се навистина директно на темата, па затоа би сакал да одговорам на нив. Ајде да почнам да ги читам и тогаш ќе видиме кој на што ќе одговори. Прво, во врска со тоа значи дека во воената насока се потребни воздушни балони кои во стратосферата подигаат различни, да речеме, борбени елементи, например и така натаму. Воопшто, колку сега гледаме во таа насока, или се занимаваме само со граѓански насоки, например? Само со граѓански. Нам прашањето е такво политичко, повеќе се однесува на делот, не знам, зачувување на целиот проект. Тој е меѓународен, дирижабл мирен транспорт.
како да кажам, и можеби само на некој начин и на крајот. Се, јасно. Кажи ми, молам, за веројатноста за појава на внатрешната берза во првото полугодие. Ова се однесува на прашањето за проектот на моторот Дојнова. Гледајте, сега не можеме да зборуваме за конкретен месец кој ќе заврши финансирањето на проектот. На моторот Дојнова или проектот Соломаш. Но, во исто време, зборуваме за 2025 година. Тоа значи дека 2025 година треба да стане година на пресврт. Прво, веќе се чини така. Дмитрий Александар Дојнов зборуваше, Сергеј Семенов зборуваше, дека една од главните цели на Соломаш е да излезе на самофинансирање и профит, нели? Да, соодветно, тоа значи дека инвестициите. Исто така, компаниите нема да бидат потребни и при запирање на финансирањето. Ќе ја отвориме внатрешната берза. Затоа, во 2025 година имаме цел да се случат сите овие настани и тие се сите меѓусебно поврзани. Зборувајќи таму, првата половина од годината или одреден месец, не можам да ја ветам сега, туку 2025 година. Ќе работиме за да се случи тоа. До 4 март важат условите за предстартирање, почнувајќи од 4 март важат условите за предстартирање. Да, од 5 март веќе имаме услови за првата фаза на финансирање кои се двојно зголемени. Така што, ако денес зборувате за проектот, знаете, ви се допаѓа како и на другите. Илјадници инвеститори веќе можете да учествувате под тековните услови. Дали е планирано посетување на производството за инвеститорите? Еве ги летовите, тука е, бродот. Сега првиот ќе полета. Ние инвеститори ќе поканиме на овие настани. Да, секако дека ќе направиме. Мислам дека ќе имаме прослава во чест на секој лет. Сите кои можат да дојдат. Дојдете, кај нас цело ледено поле ќе биде, односно воопшто. Ќе објавуваме за овие настани. Да, принципиелно, можеме. Да поканиме сите заинтересирани, тоа не е некој таен проект, не е супер. Во каква пропорција ќе се менуваат деловите на акциите? Потенцијалните инвеститори сакаат да добијат јасен одговор. Сергеј, еве, денес зборувам за бројките. И, исто така. Говоревме пред почетокот на вебинарот за количината на делови, што беше кажано на почетокот на проектот за таа математика. Разбирам дека денес се во сила, се поклопува, нели? Да. Ниде. Прво, оваа приказна беше разработена во претходниот проект, но и во овој, тамо. Грубо кажано, супер не е важно при какво и да е однесување. Главната работа е што останува. Неговата количина, како процент, од вкупниот број. А како тие таму ќе се менуваат од која количина ќе бидат, тоа не е важно. За тоа, што ти го праша, малку поинаков прашање. Колку делови реализиравме во тековната фаза, грубо кажано, колку ни остана да заработиме? Гледам генерално уште неколку прашања во врска со деловите нивната количина дали ќе се разредат. Сите правилно пресметавте. Ние обележавме околу 50 милиарди делови и друга приказна таму. И сега нема да зборуваме за него подетално, но ако нешто изненадно се промени. Впол неверојатно е дека можеби ќе бидеме само од. Зачуваната дел од делот, тој едноставно ќе посвети повеќе, веќе ќе ја реализира, односно нема да има разредување, ниту зголемување на количината на делови. Ако ќе биде на сметка на дадените дополнителни делови. Во моментов сакам да подсетам дека 9 иден таму ќе биде резервирано. Ова е дел од секакви. Неколку ситуации, тоа е. Ако ви треба само финансирање, само поголема компанија, еднаш инвестирана. Но, генерално, математиката е се уште зачувана. Конкретно таму, колку имаме 50 милиарди делови на 500 милиони акции 1/10. Да, тоа значи курсот на конверзија, количината на делови и количината на акции. Количината на етапи, се што беше објавено, е по 20. Имаме финансирање, се е во наша сила. А стука без промени, па супер. Значи, повторно се поставува прашањето за внатрешната берза. Дали е безбедно да поставувате информации на Google Drive? Може ли да се користат домашни аналози? Да, е дуплика. Да, реков да, е дуплицирано да Google. Ако Google Drive ќе биде блокиран од Роскомнадзор, ние веќе имаме сите решенија. За тоа има. Нормално е дуплирано, и внатрешно, и домашно.
Како што велите, но факт е дека во Google е поудобно. Таму има многу супер сервиси, документи, таблици, презентации и ц.с. Но, паралелно, ние реално се оддалечуваме не само на некое облачно решение, а токму во помрешението, Flex за тоа, ќе биде потребна година веројатно. Да, тој може да ја покрие потребата, да се користи Google. Па, веројатно, некаде уште се дуплира, нели? Не е тоа што е на Google, Disney. Да. Така, за рекламните јазични ролки ќе има различни ролки. И тука пишува, повеќе од 5 минути и филмови. И на сите јазици сето тоа ќе се преведува. Нешто правевме. Да, психи да се направи тогаш. Да. Се надевам, Сергеј, беше слушливо, дури и оваа ролка ќе ја покажуваме на многу јазици. Па, за лична употреба ќе правите нешто како за семејството. 60 луѓе. Па, тука е неопходно. Воопшто, да се разбере формфакторот на дирижаблот. Тоа е веројатно како јахта која оди на море до Тамаране, таму цела фамилија се сместува, да, со паруси, цела фамилија се сместува и мирно. Се одмараат. Патуваат, еве, веројатно во таков формат, да. Можно. Потребно е. Да. Прашаат за тоа што ќе биде со деловите на проектот, дали ќе станеме акционери на Ероново. Ако не е начислено, тогаш пишете во поддршка. Ќе се обидат да ја најдат вашата пријава, знаејќи дека над тоа е направена голема работа. Се обидовме да ги најдеме сите. Можеби нешто не сте испратиле таму. Затоа пишете за поддршка. Значи, 3 прашања, Сергеј Семенов. Прво, во детските пакувања. Во принцип, дали ќе има бебешки чанти, пакети за деца. Еве, во моторите на Дујнов имаме, во Ероново немаме. Па, ќе направиме да, бидејќи сите е лакти. Проектот го започнавме и што се прифати кај нас во ова ќе биде. Дали е можно да се додадат акции на вкупниот износ на пакетот без да се пререгистрира нотарот по корпоратизацијата? Прашањето не е многу јасно, но ми изгледа како да, ако имаш неколку инвестициони пакети, дали може да се направи како тоа на лице, не знам дали ќе стигне до мене. Дај. Ако имате неколку инвестициони пакети, ќе добиете заеднички делови за акции. Ќе имате вкупен број акции. Може ли дел од деловите да се пренесат на детски пакет во декември 2025 или 2026? Ќе можат ли инвеститорите да јадат? Имаме следно прашање, 4 прашања, така. Па, добро, дали е можно да се префрли дел од акциите на детскиот пакет? Гледајте. Сергеј одговара дека, како што рече Сергеј, тие едноставно уште не постојат, па за сега не може. Решивме сами да направиме некои технички моменти, па соодветно, кога воопшто ќе полети еден дирижабло. Дали инвеститорите ќе бидат меѓу првите што ќе летаат на овие воздушни бродови? И испитувачите, кои се искусни и добро подготвени, ќе полетаат меѓу првите таму, а ако тој обезбеди успешна мисија, тоа ќе биде од големо значење за идните истражувања. Разбирам продолжението на прашањето, зборувавме дека инвеститорите ќе можат. Да, секако. И еве токму прашаат дали ќе биде тоа и што да се прави со тоа ветување, кое веќе беше дадено. По тоа што ќе биде сертифицирано, добиени дозволи, обучени пилоти. Сите испитувачи се живи, па и со останато, секако, тоа е супер кул. Како можеме да го воспоставиме ова, заедницата како целина се разбира. Гледајте на плодовите на вашето учество. Многу е убаво тоа што се случува таму. Да отидеш во лупсу во лумашно, само одиш во круг и што? Бесмислено е што го правиш тоа непријатно. Значи, следното прашање. Овде во воздушниот брод, кога е наведен бројот на луѓе, во верзијата без екипаж, имајќи го предвид отсуството на пилот, кога сите патници ќе бидат на она што е наведено. Дали е планирано вчитување со учество на човек? Таков прашање. Јас така разбирам дека тоа е токму во беспилотна верзија. Со човечка вклученост, најверојатно да. Таа ќе биде првично механизирана. Вчитување и истовар ќе биде потребен човек. Во иднина. Целосна, роботизирана. Но тоа веќе е придоволно. Обширен развој.
Точно. Транспортна и логистичка насока. Тоа значи, првично е премногу скапо и не е неопходно. А, во понатамошно, кога веќе ќе летаат насекаде, роботизацијата, да, ќе се развива. Па да, компанијата раново ќе обезбеди услуги за превоз или само ќе продава техника. Па, да, првично рековме дека тоа ќе биде голема групација на компании. Холдинг компании најверојатно. Не услуги и продажба. Експлоатација и ремонт, одржување и развој. Зошто тоа е така? Но во врска со тоа денес, веќе неколку пати зборувавме за тоа, сите математиката, целата која првично беше декларирана 20 етапи. На секоја етапа има опсек на суми кои ќе бидат привлечени, како што рече Сергеј таму, од 1,5 до 5. И соодветно разбираме на секоја етапа колку ќе биде понатаму. Воопшто целата математика ни се совпаѓа тука. Значи, за Александар Николаевич Кирилов го прашуваат како неговата смрт ќе влие на проектот. Ќе го промениме целосно. Нормално. Сите станаа тажни. Затоа што добар човек, добар конструктор и да, има заслуги. Во тоа што проектот почна, ние, преку него воопшто се запознавме со дирижаблите. Но, тој колектив, кој сега е собран, целосно самостоен и реализира секој дирижаблен проект. Сите сме за Александар Николаевич, но сигурност. Каква големина има нова 130? Така, ова, прашање го видов однапред, веднаш сега можам да испратам. Мал, цртеж. Општиот изглед се вика Нова 130, во чатот на Телеграм, така што влезете. Погледнете. Така. Ќе биде додадена функција за предвремено плаќање на ратите. За сега. Не е на пат, но допуштам дека ќе стимулираме и ќе плаќаме ратите пред време. Зошто? Да, затоа што во овој проект имаме рати, дури на 50 месеци. Тоа значи, како што кажа Сергеј, доста големо количество пари. Во моментов, има рати кои луѓето мора да ги исплатат, но тие се распоредени на 3-5 години. И затоа месечната сума не е иста. Големо, како што може да изгледа на почетокот, кога ќе видите дека некаде повеќе од 10 милиони долари се на рати. Затоа, ќе стимулираме за да луѓето платат побрзо. Можеби, веќе го дискутиравме ова и можеби ќе се скрати и рокот, односно на 50 месеци. Со времето нема да се даваат толку долги рати, како сега. Да, еве во моторите Дуенов веќе не може да се земе рата на 20, на 30 месеци, затоа што проектот се приближува кон завршување, максималната рата е 10 месеци. Тука логиката ќе биде сосема иста. Па и последното прашање, како што разбирам, колку места останаа на списокот на првите. 5.000 аеронаутички инвеститори, 5.000 долари за инвеститори аеронаутика. Тука станува збор за клуб. Веднаш ќе кажам дека немам таква информација. Знам дека клубот се полни се искрено. Имаме така наречени клубови на основачите на компанијата, слој групи, односно првите инвеститори кои влегуваат во нашите проекти. Имаме клуб на 1000 и клуб 100. Во секој клуб можете да влезете. Ако станете член на овој клуб, ќе добиете полни услови за идни инвестиции. Ќе добиете личен менаџер и многу други привилегии кои ќе останат со вас за секогаш. Како јагоди. Затоа, ако сакате да станете член на клубот 100.000, пишете до техничката поддршка, тие ќе ви дадат целосен преглед што треба да направите за ова и дали има уште места. Снемавме места во нашиот прв проект, мислам, околу 1 година однапред. Овде, најверојатно, тоа ќе се случи побрзо, но во следните неколку месеци. Веројатно, местата веќе треба да завршат. Затоа ве молиме обрнете внимание на ова. Па, немам повеќе прашања. Ние. Да, мислам дека може да завршиме. Колеги, многу ви благодарам. Гледав на разни платформи како луѓето не гледаат. Имаше многу гледачи. Среќен сум што темата ви е интересна. Прашањата се интересни и поентата е смислена. Се надевам дека ви ги дадовме сите информации. 100 лајкови. Да, и околу 100 лајкови. Еде проверим.
Да, само гледам. Тука се случи мала конфузија во тој поглед, што реков да ставите лајкови на едно место, а јас гледам партнерите веќе ги расфрлаат на друго место. Како и да е, да, тука имаше мала конфузија, но гледам дека. На сорт групата на лајкови продолживме сега. Да, сега пишувам објаснување, ќе кажам гласно, сега го испраќам. Општиот изглед на дирижаблот новиот. 01130 кубен, општиот изглед не е тоа. Како ќе изгледа зоната? На крајот, општиот изглед се неговите основни геометриски условно димензии. Ова е, без дизајн и се останато. Ова е токму. Она прво, со што започнува развојот на дирижаблот, определување на општиот изглед, на што влијае пресметката, аеродинамиката и другата компоновка. Затоа не обрнувајте внимание на дизајнот. Замислете, ВКонтакте го промени дизајнот и до сега не можам да се навикнам на него. Не можам да ја отворам транслацијата, да го погледнам бројот на лајкови. Па. Колеги, ајде да го направиме ова. Во секој случај, ние сега да видиме колку ќе има лајкови и штом ќе видиме дека на оваа транслација дури не е во живо. Повеќе од 100 лајкови, еве, да речеме Федор и Федор ќе испратат, но јас гледам 42 лајка, 8 репостови, треба да влеземе внатре, затоа што внатре рацете се суви. Да, затоа што тоа им се допаѓа на луѓето внатре. Навканчач. Во правдата погледнеме. Во ВКонтакте во групата држиме блинови колени во официјалната група. Таму. Но многу. Жалосно, никој не сака да ја види гондолата, така што, момци. Ете, кликни тука, не се гледа, тука не се гледа, ама. А ако со времето лајковите ни се соберат, ќе видиме. Да, толку стилски што треба да се прави така во финалето. Што сакавме и направивме планови за следната фаза. Имам голема благодарност до сите што активно се вклучивте во оваа информациона полувакуум, полусуета. Еве. Без оглед на состанато што се случува со светот, сепак, верувам во таков остров. Како позитивно. Перспективи. Нешто интересно. Па, приклучете се, кој уште не се приклучил на интересот, следете. Еве ја серијата. Соломаш група. Дел 46 продолжува. Се, гледаме. Тогаш, веќе пред почетокот на следната фаза, ние ќе излеземе во етер. Ваква најава, с најдобро, збогум на сите.